Една кварцна печка поставена во училницата е единственото грејење на 20 прводеленчиња во штипската деветолетка Тошо Арсов, обвинуваат дел од родителите на овдешните ученици. Во нивната училница комплетно нема никакво грејење, значи учителката на своја иницијатива има донесена на грејалка од дома со цел малку од малку да се стоплат децата. Мрзната температурите надвор се уште се движат 0, минус 2, плюс 2, што ќе правиме декември, јануар. За проблемот со грејењето во оваа училница родителите биле предупредени уште на стартот на учебната година, но иако инсистирале, ништо не се сменило. Значи со директорот на училиштето е разговарано, кажано дека наводно се е работело на проблемот, не може да се реши и сега за сега така ќе остане. Значи бевме известени дека ќе нема грејење, не се презема никаква иницијатива да се најде друга просторија, да се смене, едноставно сите простории се затоплени освен нивната. Директорот на училиштето беше и изненаден и затечен од реакцијата на дел од родителите, зашто според него споменатата училница е една од најтоплите во училиштето. Истата била последна во системот на грејење и овде парното било најслабо, што не значи и дека го немало. Токму и поради ова биле превземени дополнителни мерки. Оваа училница доаѓа на крајот на сите училници, така да и низ годините капацитетот на парните котли е толков да многу минимално во оваа училница парното се осеќа. Меѓутоа, за да створиме ние една добра клима, добра атмосфера во самата училница, имаме и додатно грејење. Во изминативе 2-3 дена времето покажа заби, па прашање е дали и поставената кварцна ќе биде доволна дечињата да се стоплат. Од училиштето се категорични дека доколку температурите драстично се спуштат, грејењето во оваа училница ќе биде засилено. Дали тоа и навистина ќе се случи, ќе се знае за многу кратко, зашто зимата само што не почнала во вистинска смисла на зборот.